со кој ќе се овозможи на отприлика 20.000 домакинства да си набават фотонапонски панели со јачина од 4 киловати. И тоа е вака, нели, пресметано 20.000 пута 4, 80.000 киловати, што е сериозна бројка, не е за подценување во енергетиката, особено не и во ситуација кога имаме енергетска криза. Околу енергијата, овде беше кажано, владата прави се што може. За жал, владата прави се што може откако влеговме во криза. Затоа што сите интервенции се согласно кризната состојба која е прогласена во државата во енергетиката и сите мерки кои сега ги прави владата, односно ресорните министерства, се во насока на гасење на пожари. Од една страна купуваме многу скапа струја, од друга страна се интервенира со директни вбризгувања средства во енергетските компании за да можат да набават енергенци, за да можат колку толку да произведат домашна струја. Тоа ни оддалеку не е доволно, а ниту воопшто не го решава проблемот на енергетиката и на енергијата, на електричната енергија, затоа што ќе заврши и зимото, ќе дојде 6 месец, ќе треба нови цени на струјата, сигурно ќе биде тоа и порано, бидејќи сме, нели, во енергетска криза. И повторно ситуацијата е на нула. Ќе го истрошиме и тој јаглен што ќе окупиме. Немаме решение на проблемот. Што е потребно? Владата мора да направи дополнителни мерки за да обезбеди собствена енергија, домашна енергија, енергија која ќе се произведе во Република Македонија и ќе се троши за потребите на граѓаните на Република Македонија, затоа што таа енергија е драстично поскапа произведена овде дома, отколку на светскиот пазар, односно на слободниот пазар. Ова е број 1 што треба да го направи владата. Дополнително не е за подценување, секоја се добродојдени и странски инвестиции во оваа проблематика, во овој сектор, но да бидеме на чисто, многу се битни и условите под кои тие ќе дојдат во државата, затоа што реално е да очекувате дека тие големи компании ќе сакат својата произведена струја да ја продадат на слободниот пазар, така да освен даноците и таксите што ќе ги собере државата, ние нема да видиме некој дополнителен бенефит за граѓаните, затоа што проблемот се уште нема да ни биде решен. Значи, приоритет на државата е мора да обезбеди домашна енергија. Во однос на амандманот, верувајте, најмал проблем треба да биде да се прифати амандманот и ова да представува само еден мал инпут во решавање на енергетската криза. Затоа што 16 милиона евра нити се некои големи пари, нити се пари кои ќе решат енергетската криза. Туку само ќе дадат инпут во решавање на проблемот. Дури јас сметам дека ако се преземат и други дополнителни прави чекори во оваа насока, овие средства треба да бидат пренаменети претежно за социјалните случаеви кои што немаат доволно средства да инвестираат самостојно во сопствена енергија. Посериозно прашање за кое треба да размислува владата, ресорните министерства, па и Министерството за финансии, е проблемот како да ги натераме, како да ги едуцираме нашите граѓани и како пред се да направиме законска легислатива нашите граѓани да инвестираат во енергија. Затоа што во банките на Република Македонија и под перници стојат многу средства кои не се инвестирани
затоа што граѓаните не знаат и не се сигурни во тоа што треба да инвестираат. Зошто да не го искористиме овој момент, иако е криза, да ги едуцираме граѓаните, да инвестираат во енергетика, а тоа ќе го направиме само доколку направиме силна законска регулатива во измени на неколку клучни закони со цел да делумно го решиме проблемот со енергетиката. Клучното прашање и клучното решение на проблемот е да овозможиме на граѓаните и на фирмите да инвестираат во обновливи извори на енергија под исти услови како што тоа го дозволуваме за големите корпорации и компании. Ако тоа го направиме, ќе направиме силен инпут на инвестицијски циклус во енергетиката, каде што граѓаните ќе инвестираат во својата иднина, ќе инвестираат во своја енергија, ќе инвестираат во македонскиот енергетски систем и на среден и на подолг рок ќе ги решаваме проблемите околу енергетиката. Ако тоа не го направиме, ние остануваме на слободниот енергетски пазар кој е веќе пореметен и прашање е кој ќе се нормализира и под кои услови ќе се нормализира. Точно е дека кризата не е македонска, дека е европска и светска. Меѓутоа, решењето на проблемот е во сопствена домашна енергија. Владата мора подитно да ги промени законите, да овозможи можност граѓаните да инвестираат во енергетскиот сектор и дополнително да даде 100% гаранции дека овие инвестиции ќе бидат заштитени. Ќе добиеме многу обновлива домашна енергија, струја за домакинствата, обезбедување на обврските према стратегијата за енергетика 2040 година, можност за сигурни вложувања на граѓаните и на крај краишта и добра заработувачка. Почитувани, програмите на владата кои постојат во моментот не се решени. Постојат разлики во тоа што ние го предлагаме и го поддржуваме како амандман, во однос на процентите на учество, но тоа што е многу битно е како граѓаните ги доживуваат овие мерки на владата. Никој во државата не е убеден дека ако вложи во овие програми за енергетска ефикасност, во зелена енергија, дека на крајот ќе му се вратат парите. Прво, немате гаранција дека тоа ќе се случи. Може би бројката која ја планира државата ќе се исполни и едноставно вие излегувате после од игра. Сте вложиле во енергетика, сте дале своји средства, сте имале на ум дека државата нешто ќе ви врати и тоа нема да се оствори. Дури сакале некеле да го признаете, помеѓу граѓаните владе е мислење дека овие се диктирани партиски листи, кој може, кој не може да добие. Немам такви податоци и не можам тоа да го тврдам, меѓутоа секогаш постои стравка и граѓаните. Што е решењето на ова? Пред да инвестираат граѓаните, треба да добијат договор со државата, дека средствата што се инвестирани делумно ќе им бидат вратени согласно програмите на владата. Ако граѓаните немаат таква сигурност, верувајте, голем број од нив ќе се одвратат од идејата да инвестираат во овие зелени програми. Напротив, ако добијат сигурен договор за кој гарантира државата, тие многу од нив би се одлучиле на ваков чекор да инвестираат во енергетика. Несериозни се некои изјави околу тоа дека треба нешто преку ног да направиме. Ќе бидам краток. Ако го исклучиме РЕК утре, она што ни се случи вчера, државата ќе колабира. 70% од РЕК
От енергията се задоволува домашното производство, домашните потреби. Ние сме много зависни от РЕК. Първи трябва да направим реформи в енергетиката, да обезбедиме алтернатива за ягленот, тек после да размислуваме за изключване. Инако, бидете фер и кажете и на граѓаните дека сметка от 2000 денара, согласно цената што сега се купува на слободниот пазар, е 5 пати поскапа. Сметката на граѓаните 2000 денара што била, ќе биде 10.000 денара. Тие што се загреваат на струја, сметка от 5000 денара. Ако обезбедат цена на слободен пазар, сметката за струја